Така, верувам дека и вие си го пиете вашиот убав напиток, што и да е. Кафето верувам дека сте го испили, но може уште едно, не на одмет или пак некој освежителен напиток или водичка. Најубаво може и секако со тоа. Ние тука ете си ги почистивме нашите гости да си го испијат своето кафе ова утро со вас, а и со нас, и секако ќе продолжиме. Во овој дел имаме прашања кои што ќе им дадеме да ги излечат, па да видиме какви интересни одговори ќе добиеме од нив. Еве, ајде, бидејќи сте ни дама во средина, да ви дадеме предност да излечете едно прашање, па потоа останатите. Може да се земе, па да, секако да. Сега, благоја тоа што стана. Да, ама не е ништо страшно, ќе видиме што ќе ви се падне, нешто интересно што... Кој сака прв да одговори? Си се насмеја, докторката. Се насмеја. Ајде, докторе, што ме толку смешно. Интересен одговор очекуваме сега. Ајде, прочитете го на глас прво. Многу ви е добро прашање. Дали ви се случило да заборавите костим за капење кога сте отишле на одмор? Па, ете, актуелни да бидеме со годишното време. Ми се случило еднаш. Ете, гледате како се случило, ама тоа така помлада возраст, да не кажам тинеџерска, отидов си купив, во Охрид беше среќа, не беше некоја. Да, некаде подалеку. Но не ми се случило. Да. Отидовте на летен одмор без костим за кафе. Интересно. Заборавив, али генерално сум организирана за патување, така да не ми се случува. Дали, еве, ние како мајки двојца, па мораме да бидеме организирани, еднаш ми се случи. Ама така да се случува, што велам и што велите, кога се мали децата, може и да за све за нив да биде спакувано, а друго себе си се оставаме на последно место и после кога ќе треба ние да се спакуваме се, тоа нешто на брзина да земо, ој, ете ќе се случи да промаше некој. На брзинка тоа. Да, Филип, ти се случило да заборавиш? Да, ми се случило да заборавам. Да, ете. Добри на машките, значи им се случува. Да, ама кај нас е полесно. Да. Па полесно е, три мајци. Пријатно. Да, ние имаме многу па наметка, па некоја ланче, па дали ќе одговара, не знам, па. такви сандали, такви па шишир, 300 Да, многу акцесори снимаме, да. Протокол цел. Благоје, се случило ли тебе? Да. Да, многу често, во принцип, обврските си го прават своето, мислам, и ете. Да. Ова и... Добро, ма лесно, мислам дека тоа сега веќе барем во денешно време многу лесно. Мислам дека купачите на сегде се продаваат. И во супермаркет може Да. Особено на туристичките дестинации на кои што се патува, мислам дека на секој чекор ги има, така да без проблем ништо не е. Дури и по аеродроми сегде се има, се е достапно. Само што се вика пари доволно да се има, се друго е лесно. На крај и онлайн. Од дома може и на местото таму да се достави се. Да, така се. Какво прашање имаш ти, Благоје? Моето прашање баш е онака, како што каже докторката на место. Дали знаете да сготвите некое македонско јадење? Да, многу често знам да готвам, обожавам да готвам, еве искрено, во тој дел, не знам, некоја пристраст кон тој дел, голем гурман сум, иако сум инструктор. И многу често сакам да готвам, посебно нормално македонските јадења кои што не се традиционални, се за мене едно посебно внимание кон нив. Да, па сега е убав период, има доста зеленчук, кој што може да се прават и убави летни тави. Сега еве се и постовите кога не толку многу се јаде месо, петровденските, па веруваме дека е баш убав период кога си изготвуваш нешто, па не само зеленчук, има и овоше сега, тука ни беа јагодите, па сега црешите, па праските, кајсиите веќе беа и така, навистина имаме доста изобилие од овоше и зеленчук. Кој што ги имаме, мислам, од наше подјебе кој што ги имаме, не е само да треба да е увоз. Да, добро. Вие, доктор, имате ли време за готвење? Имам. Имате? Готвам сите македонски јадења, веќе секојдневно. Исто така сум голем гурман, сите дома готвиме, убаво. Патуваме често, одиме јадеме. Така, убаво. И едно време да ви кажам,
толку бевме обсесирани со тие емисии за готвење, јас лично. Advanced cooking или Па напредното ништо кај готвење. Драгче да ме пратиме. Да, тоа. јас баш така Ќе ве гледав, запишеме. проучував, читав се така со Така? референции. Супер, браво. Дома се шегува, ама дај сега Advanced cookingот супер беше. Дај од обично јадење да се касна. Одлично ти беше. Филип, дали си ти од оние уметници кои што знаат да сготват нешто или... Да. Да? Со гледна Леле, тоа. се Одлично готват и ништо друштво, го годите денес. Ние Требаше надпревар да може. знаеме во кујната да влеземе малку. Со оглед на тоа што уште на 18 години си имам одделено од моите и живеам самостално и така не знам. Неизбежно беше. Неизбежно беше да почнам да готвам и некако тука пак има улога и уметноста, пошто си испробуваш работи и така си имам некои интересни. Така си имаш Да. и јадење кои што си ги правиш, Да, што си веднаш знам што би експериментираш. изготвил као Така се. да. Еве да видиш сега да речеме во намирници и во фрижидерот да одиш на гости кај некој другар и гледаш и сега ќе ти текне нешто што така Па да. сигурно, Сигурно ќе ти искомбинирам текне. нешто, Ќе искомбинираш нешто. Ете тоа ти е уметност, видиш, Да, уметност да, на да. готвење. Ќе Си Добиеш додадам идеја. нешто интересно. И цело време ме зезат кога правам некои Така миксови чудни може би. чудни миксови за нив, само за мене се перфектни. Да, Знам да мешам многу благо и солено, тоа ми е. Така, но новата гастрономија е она кој што ете можеме, како што професорката кажа, да видиме по ете тие некои кулинарски емисии, па и тука кај нашата Драгче, навистина гостите знаат чисто пати да ги да речеме измешаат тие вкусовите и да додадат и да во салата овоше и така натаму, кое што можеби не е специфично, но ете убаво е некој пат и да се проба нешто ново и да се експериментира. Така. И знам да излезе интересно нешто на крај. Кој е твоето прашање? Колку долго сте подготвени да работите пред да дојдат резултатите? Колку долго се подготвувам, валја? Да, колку долго да речеме те пред да излезе, колку да речеме тој процес на создавање, некој пат што се вели оди преку ноќ. Нешто што ќе се напише може да се искристализира како текст. А некој пат може би треба многу малку повеќе време да тоа некако ти легне во глава, па да преправиш може би некој збор, тоа некако така. Да, јасно. И колку пати си спременете одново и одново да речеме да напишеш или да пишуваш една песна додека да се дојде до таа некоја перфекција која што ти мислиш дека е перфектна за да ја создадеш. Перфекција не постои. Да. Блиску до перфектно. Да, блиску нешто што тебе ќе ти Да, во тоа леже. велам до тебе што ќе ти легне. Не знам, например, многу најинтересните работи што ми текнале биле во момент. Дури кога се туширам, дури кога готвам, дури кога сум во маркет, со слушалки на мене, ќе се инспирирам нешто, па ќе ми текне. Ја и буквално само ќе го отворам. Ги запишуваш или ги си снимаш? потпевно Си- овака, си- во маркет ќе се скријам некаде. Тоа е интересно да се види, да. Од страна како гледаат луѓето. Да, ама не, тоа не ми е гајле дефинитивно и после тоа дома ќе се преслушам, па ќе доработам, ама не, најчесто тие се некои мали интересни делчиња што може утре заутре кога ќе ми бидат како инспирација за нешто да докреирам. А иначе многу често знам навечер, пошто седам до касно, со исклучен телевизор, со се исклучено, и нели пред спиење. Само со клима упалена. Да, со климата обавезно. И тука ќе ти дојде нешто така интересно да си запееш или некоја идеја и тогаш ако не станеш да тоа да го запишеш, да го снимаш или да најдеш некоја референца на сето тоа, толку утре не го знаеш тоа. Не го знаеш. Да, Много и интересно, да. да, така. Не знам дали е тоа кај сите тоа однесување, ама за мене е И ќе ти се својствено. скршили после сонот? Па да, знае Некој да се пат, скрши, да. пошто ќе заглавиш сигурно уште саат време, 2 сати на тоа. Така, добро, да, но чисто патите и твоите колеги некако навечер им доаѓаат тие инспирации, кога секи се стишат, често Да, велат може. дека тогаш е баш оној период кога ете доаѓаат најинтересните идеи и инспирации за да се создаде нешто. Добро, од реже да ги замолиме да ги погледаме фотографиите, да започнеме со докторката Ирина, да видиме што таа ќе ни сподели, што издвоила. Ова ни е малце од некое време кое што сакаме да го заборавиме. Јас дека прикажав необични фотографии, не секој не баш со Да. таа цел сега да не бидат оние класично, ова е тоа време, сите го знаете, кога заврши ковидот, ние уште цела година, ние ден денес одиме со маски, но тогаш беа задолжителни во сите простори, така да Да, инаку треба и сега. и сега Се кај нас соочувате вие сега, со да, многу но ова беше баш и во сите простори, во меѓусебна комуникација носевме, така да
Ова е УК Епендор во Хамбург, клиниката каде што јас бев на едукација за пулмологија и бронхоскопија, многу убав период и сега барам слики, гледам ме нема. Значи, се сум со некои луѓе сликана, немам согласност, така да овде прикажам слики само кај што сум сама. Убав период, ова е пред 10 години, убаво искуство. Така. Потребни се тие вие често да Ева, ова е да доделување да. на докторатот во УКИМ. Мојот докторат многу драг. Така. Драг период. Секако да. Ова е од една работилница за ехо на бели дрови. Сега беше ова скоро на конгресот, каде што ги едуцираме младите. Ние на клиниката за пулмологија работиме оваа метода многу добро, така да се пофалам и долги години колегите што си поискусни. Така. Значи, одлична метода, без зрачење, без рентгенско, каде што можеме да гледаме разни патолошки промени на белите дробови. Значи, пневмонии, плеврални изливи, вода во Па и белите дробови. поедноставна. И е многу едноставна, многу ја користиме и многу е развиен нашиот центар, така да Да ви кажам, затоа што Затоа навистина како траума именно, особено на децата кога треба на оние класични начини да се направи. и за дечиња пневмонии следиме и ние имаме деца. Ова е една работилница за едукација за бронхоскопија на која присуствувавме на еден од конгресите кои што ги посетуваме светски, така ставив некои фотографии. Супер. Може друго. Еве од алерголошкиот конгрес пред 2 години во Валенсија. Одиме ние на конгреси, се едуцираме, Разменувате слушаме искуства со предавања, колеги од другите разменуваме, земји, така да. континуирана едукација во нашата професија е многу битно, инаку не можеме да ги следиме сите оние нови информации, гајдленси. Да, така е. Еве малце. Ова е ова моето дека милинече, милинич. Малтезер. И ова до него мораме сега да кажам во врска со готвењето се тиквици кои што се од нашата градина. Мојот син Лани направи градина и живееме во сека куќа Браво. со помош на Artificial Intelligence, во онакви корита, не е на со Браво, специјални секоја почви овона. Јас нешто бев така недоверлива, еве гледам, но Лани доматите успеа, значи не купивме домати. Сега оваа година сме уште понапреднати, ќе видиме. Секоја чест. Браво. И Како се вика инаку куќата? Шелдон се вика, тоа е инспирирано од Big Bang Theory, нашата Да, па омилена тоа сакам серија да на прашам, децава, да, да. браво. Сега е моментално кај моите родители, мајка ми не ни го враќа, пошто сме алергични, тоа сме моите деца. Сега чува. Синот Нино, кој што има 25 години, керката Надија 15, овој период кога студираше он во Солун. Тие ми се друштво така. Живи здрави нека Не се другари, така, друштво. Добро. И ова е од Europe House, каде што учествувавме во февруари на Денот за ретки болести, поканети од Европска унија и од амбасадорот, па така нешто да кажеме за ретките болести и за подобрување на состојбата на нашите пациенти. Така е. Супер. Ова е снимка од Берлиналето во Берлин пред 2 години. Јас сум филмоман, затоа ја ставив оваа слика. да. Гледаме серии, гледаме документарци за Да ве историја, запознаеме за надворот. археологија. Да, тоа ми е така пасија. Да, поразлично. Без белмантил. Е, сега се зборевме за серијата. Ова е поздрав од една колешка на дежурство. Да, не сум била сама. Ракавицата Би оставила ракавицата. во нашите стресни ноќни дежурства. Многу хумористична колешка, Ова е така добро. да затоа ја ставив. Да, да, Пишала да. поздрав да не си Интересно. сама. Не знам ние што да ставим во редакција Не знам, микрофонот. микрофон. Не си Микрофон. сама. Да, Кај ти микрофон. текна, вика, морав да го ставам. Не си сама, Добро. добре, да. И ова не е од нашите симпозиуми секоја година што ги држиме пулмолошки, алерголошки. И ја ставив оваа слика на паузата, еве како преска, бидејќи воопшто не излегувам фотогенично на предавањата на сцена, викам сега оваа ќе ја ставам така Да. да. Наменски. Наменски, добро, мислам дека толку се сликите. Супер. Дали е последна ова? Не, имам Еве уште. пастијата за храна, необична слика ова од Парма. Јадам сендвич, децата ми сликале, нарочно не ставив од такви ресторани, сликаат него Да, за да, Инстаграм. Е, викам сега ова ќе ја ставам како сладко си јадеме сендвич со паршута кој со мартадела и така. Е па така, на патување се На пробуваат патување. такви Да. работи. Автентични, одлично, ви благодарам еве што споделивте, што се вели од приватност е нешто поразлично од тоа кое што за посекојдневни го правите, но секако
Мене лично ми израдува, иако таа фаза е помената, никогаш не се знае. Едно од најлошите и болни искуства ми било на сликањето на бели дробови со рентген. Мислам дека пострашно нешто за едно дете и мајка не постои нешто што може да се соочи. Добро, сега како велат, е страшно да постои пострашно, но така со висење, со сето. Ако нема Многу е подобрно сега рентген, секако мора да се направи, но ова ехото на бели дробови е многу сходно, особено за дечиња и ние ги гледаме педиатриските пациенти што се следи, значи не мора да им правиме рентген и да се зрача. Постојано да се зрача. Одлична метода, многу развиена, така да. Топ. Одлично, супер, баш ме радува. Одиме со фотографиите, ајде да ги погледнеме од Благоја. Да видиме што Блага ќе ни сподели и воедно еве да видиме каква слика. Чувството, ова е од зумба? Да, ова е зумба, ова е каде зумба. што Тоа е таа енергија. Тоа е тоа. Фотографиите, односно луѓето кои што не фотографираат, секогаш ме викаат, ама застани, ама многу е тешко да се направи некоја фотографија. Така Но да, ова е доколку ти ја зумба. немаш таа енергија, како ќе го држиш частот, ќе не можеш да ја пренесеш Точно, за да ги мора. активираш нив, да мора и ти. Така, добро. Одиме со следните. Да, и ова е... Вака изгледа еден час. Ова не е на час, ова е на една... На настапник? На некој настап? Нешто така. вечерна забава. Забава. Зумба латино забава, на која што имаше доста присутни, имаше дел и мои колеги по зумба, латино, танци, така да беше вистина многу интересна вечер. Значи си се организирате со забави. Точно, секогаш уживаме и танцуваме. Ова е пред неколку месеци мое присуство, односно мој мастер час во Синерџи во аеродром, каде што имаше доста посетеност, исто така имав голема поддршка и од моите колешки. Ова е веќе како изгледа часот, Да, ова е еден час. Во сала како изгледа, добро. Да, и ова е исто тука, каде што сите заедно ја шириме позитивната енергија и Може да се пее, да се игра се. слободно, се е дозволено. Исто така оваа година земав учество во Шабац, каде што бев присутен на джам сесија на джамер во зумба веќе левел погоре, кој што ни пренесуваше искуство од зумба кореографии, па имав дел каде што и имав јас моја интерпретација каде што држев еден дел од зумба. Браво. Исто и тука е тоа. Ова е во сала, една... Ето тука си миран стоиш. Да, морав да застанам на една фотографија каде што нема движење. Да. Каде што може да ги бидеш мирен. Точно така. Еве ги сега овие канго. Да, точно така. Тоа се канго обувките. Чевли обувки. Да, кој што тој полукружен Impact Protectional System кој што ја дава стабилност, односно го штити телото од удари на зглобови. Таа е моја многу драга колешка од Струмица, поздрав до неја, Павлинка, која што исто така долго време е дел од канго еуфоријата. Мислам дека буквално вака навидум изгледаат можеби ризични и страшни, но воопшто не се така. Така. Добро, да, сепак изгледа така малку чудно. Не се обични патики, да кажем. Да, и многу е добро чувството, еве, ќе се надоврзам на оваа фотографија, тука сум во Бугарија, во Варна, исто така на еден канго евент, кој многу е добро чувството затоа што вие буквално чувствувате дека после тој тренинг од 60 минути ќе се срушите. Нели, сте исцрпени, но кога ги отстранувате обувките од стапалата, чувствувате една комоција, лагодност, не боли ништо, сте слободни. Супер. Така да навистина е многу добро искуство. Каде може да ве најдат? Ете, гледачите кои што сега не гледаат и може веќе се заинтересираат и за зумба и за ова. Значи, не има доста реално во секој дел од државата. Во Скопје имам доста колешки кои што го работат. Јас сум стациониран во Маџари, во студиото Емфит, али има колешки буквално
И по другите градови, не само во Скопје. Да, и од Скопје и во останатите градови каде што нормално може на Канго Джамс Македонија да искомуницирате било кој е заинтересиран, ќе дадат конкретна насока за во кој град и каде може да се најде. Да. Добро. Ова е тој дел, еуфоријата на на позитивност. Експресијата интересна. Да. Ова е крајниот, финалниот настан во Нешабац. Исто колегите и колешките од Србија. Тука сум со мојата колешка од Струмица. Ова е на крајниот дел, финалната слика од мастер часот во Синерџи, каде што имавме исто така многу добра дружба. Тоа ми е моја колешка од Србија, која што исто така зрачи од позитива и мислам дека затоа ја ставив оваа фотографија. Навистина поздрав и до неја, која што, едноставно, знае во кој правец оди, посебно во делот со зумба. Супер. Добро. Одлични фотографии. Ти благодариме. Така е. Да, сега да ги погледнеме фотографиите и од Филип, да видиме што Филип ќе сподели со нас нешто од снимањето. Јас во принцип испратив неколку слики од снимањето на спотот, целиот концепт како тоа изгледаше, тоа беше една отворена соба. Тука беше представена една соба на отворено, каде што колку и да имаме можност да ги гледаме тие отворени погледи, ние знаеме да се затвориме во еден простор кој што сами си го создадуваме, си го создаваме да изгледа, да си ги поставуваме тие граници, а не постојат. Тоа беше целиот концепт на спотот. Има, еве го дел од снимањето, тука имаше, добро, го нема целиот сет тука моментално. Имаше столна ламба, телевизор, тепих, фотелја. Ова е на отворено, каде е ова? Ова е во едно село Миладиновци тука во Скопје. Има преубава природа. Искрено многу сакам природа и мислам дека ставив неколку слики од тоа. Ова е буквално на самото снимање, некоја слика е направена. На сетот. Ова е едно интересно искуство кога бев дел од фестивалот во Дојран. Па си ја ставив, малце е постара сликата. Другите генерално се од сега. Ова беше Тоа од ланскиот? Да, од Тој се ланскиот. во јулие. Да. Првата недела во јули. Ке има и оваа година, како што знам, само што не знам дати и слично. Да, беше интересно искуство. Ова, иначе го ставив, пошто ме опишува мене, пошто сум лик што многу сака зајди сонце на плажа. Зајди сонце, да. Да, многу убаво. Кога доаѓа летно време, буквално само ради ова ме мотивира да идам на плажа некаде, така. И така знам да си го гледам зајди сонцето. Сакам да... Да, убава фотографија, затоа што па и не може да се препозна ако не се каже дали е изгре сонце или зајди сонце. Да, зајди сонце, зајди сонце. Ова што спомнав дека знам тенис да играм од спорт, ама не ме сваќате толку сериозно. Тоа е преаматерско и рекреативно. Да. Рекреативно. Ама си ова слика е направив кај мене пред зграда и сакав да ја споделам пошто многу сакам кучиња и животни. Така. Ова, не знам, преубаво нешто што го имав момент да осликам како се гушкаат двете кучиња. Многу убав момент, како си ги доловил. Случајно беше, ама сакав да буквално се гушкаат како луѓе и... Прекрасно. Да, беше преубав момент. Морав да сликнам. Така е. Са луѓето валјда нема да ми замерат што ги ставив во емисија. Не. Само љубов. Така е, само љубов да се шири. Ова исто дел од снимањето е со двете мои другарки, што беа модели во спотот. Да, всушност колку актери во спотот се? Тие две и ти? Да. Да, ви тројци. И ова исто. Така сакам да идам низ некои планински и селски места и да си уживам преку викенди. Тоа ми е... Имаш ли некој омилено место во Македонија што посебно сакаш и по втор пат, што се вели и по трет пат? Па секаде. Буквално не бирам, само да бидам мирно, тивко, без луѓе. И затоа ја ставив... И природа. Да, природа.
тоа е едната страна од мене што можам да представам како спотови, снимање, местења, таму сум така спонтани. Тоа исто многу го сакам. Да, и ова исто. Ова е цел сите мои другари што беа тука подршка за мене. Така. И Сите што сте беа на сетот. дел од, да, сите сме на сетот. Мислам има и други, ама тука баш е сликата што беа од самиот старт до самиот крај, се уште се тука. И тоа е тоа. Одлично. Да. Убаво сега убави фотографии, сите се одбрали убави фотографии за да ите можеме да видиме. Ние сега кој имаме уште малку време да позборуваме, докторке, за она кое што сакавме на некој начин да апелираме, сега кој е важно, сега не е толку можеби пријатно за слушање, но убаво е да се подигнува свестот и да зборуваме за превенцијата. Превенција и рано откривање на белодробен карцином. Колку луѓето се свесни и колку ете во однос на превенцијата знаат да дојдат да го направат скрининг? Така, за жал, вака една тешка тема како за крај, но сепак време да се спомне. Превенцијата и скринингот за белодробен карцином се многу важни. Превенцијата сте знаеме што значи престанок на пушење и сега да не навлегуваме понатаму, тоа е многу зборувано, но она што исто така важно е тој скрининг или рано откривање на карцином на бели дробови. Нашата национална кампања е се уште во тек и скринингот е се уште во тек, ќе видиме кога ќе се заврши, но сепак докторите, матичните лекари апелирам на луѓето, кај особено ризичните групи, оние над 50 години пушачи, што се тешки пушачи, да ги праќаат пациентите на пулмолог, но и сепак матичните лекари ќе се одлучат, ние сами си правиме скрининг, тој се прави со нискодозен компјутерска томографија на бели дроби, значи сепак ние некако сами ги скринираме и треба да се свесни луѓето кои што имаат ризик фактори, особено пушачите, дека со обичен рентген не се гледаат оние мали тумори, карциноми, кои што може да се оперираат, значи кои што се операбилни, тоа се гледа само со компјутерска томографија. Така, и на некој начин да се спасат, да си го спасат животот. Процентуално велате дека превенцијата навистина е во статистиката на голем број во однос на спасување на животи зафаќа. Како не престанокот на пушење во Европа е двојно помал од овие земји на Балканот, да кажам и во Источна Европа. Ние имаме многу висока преваленција на пушење и 40% од населението во Европа, тоа е дупло помалца и таму и карциномите се помалку, така да. Ова сето започна во Америка, уште во Соединетите Американски држави, во 80-тите години, таму се започнати тие први кампањи за престанок на пушење во мали индустријски градчиња, така да каде што виделе дека навистина го намалува. Да, ги намалува заболувањето. Електронските цигари, односно замена што е сега. Велат дека не се толку ризични, дека се подобра варијанта. Јас искрено од она што имам читано не мислам така, но вие сте докторка, можете многу повеќе да кажете. Тие во препораките се апсолутно ставени како ризик. Сите девајси, сите електронски, дури и вапови, сите видови на такви препарати. Значи се тоа треба да се тргне. Се е ставено и пури, цигарилоси, не знам, лулиња, сите си имаат свој ризик и таму има колку се брои точно сега овде да не го разјаснуваме тоа, сите се ризични за карцином на бели дроби, кои помалку, кои повеќе. Се уште немаме ние доволно студии за тие електронските цигари, сега веќе излегуваат податоците, многу често кај млади луѓе и многу често иритација на горните дишни патишта. Значи нашите пациенти повеќе млади луѓе гледам со такви наместо со обични цигари. Имаат задноносно сливање, кашлици, па ние се прегледуваме, они всушност пушат електронски цигари и има и пострашни болести. Тие вепа-асоциетит пневмонија асоцирани со овие вапови со електронски цигари. Тие се поретки, но секако постојат. Горни дишни патишта. Значи престанете со пушење. Е пораката. Тоа е пораката, да. Така е. Филип, лето ни е, какви се плановите, имали настапи, се настапували? Јас не настапувам веќе долго време, некако се отрнав од настапувањето, значи бев активно настапував 2 години. Така што моментално сум фокусиран на моја музика и само на создавање. Да, на создавање и без форсирање, само објавување и сакаш ли да одиш кај на настап кај колегите? Па,
Не излевам нешто многу. Сите музичари сакаат тишина кога не работат. Тоа е Или концерти и чудно фестивали работа. кои ще преферирам, Така. за разлика од идење во клубови. Не знам, може Не им малце треба, ми е. да. Не ми Сите така прекејф. викаат. Може би, пример, не знам, колеги, другари, друштво да се собереме, па да идам да испоштувам, да си поминеме. Да. Ама така дека треба, викенде треба да излезам, не. Не. Добро, тогаш како го поминуваш времето, ништо во природа, како што ни покажа, сакаш Да, знам да идам во да, природа, да знам прошеташ. да до водно, до Так. не знам, низ градскиот парк, знам да на кеј сум обично кај 8 како кажам, да е такса. Да знаат кога, ако сака некој да те најде на кеј, во колку Така е, часот. Тука е за сонцето, тогаш знам да излезам да прошетам Да. низ кеј со слушалки пак сам. Вака многу самено звучам, ама не е така. Да. Не, јас Да, пак ќе мислам кажам друштво. сите музичари, кога не свират, кога не работат на своите проекти, сакаат што потивко. Значи тоа е дефинитивно. веќе кажано од Да. сите. Да, што- тоа е така по шема што се Да, што да, се да. види, еден по Да друг. одморат. Да одморат. Да, благо е зборувавме ете за тоа што ти сакаше да направиш надвор од часовите за зумба и кангу. Дали може би има Трча. нешто? Не може мирно да Да, стои. па не знам, да. Буквално. Доста често сум и на тие полумаратони и Сигурно. трки, да. Да, исто и таму, но во принцип сум лик кој што сака дружба, сака да излегува, сака да се Значи ти дружи. не си Минус Така да, точно ти си по постојано. клубовите, значи и по Точно така. концертите. Да, постојано сум опколен со ликови, знати и незнати, некако сум секогаш комуникативен. Значи малку ти е во сала тебе. И надвор сала треба. И надвор. Добро, да. Вие, докторке, сте пробувале некојаш зумба? Рековте дека во однос на кулинарството, кога патувате, сакате да ја пробувате, но во слободно време кое го имате, спомнате градината или пак таму би е некоја таа физичка активност која што сега ја имате или? Градината не јас. Си децата, јас само така гледам се воодушевам. Да. Играв бачата, сега оваа година, малку парам пауза, Така. продолжам. Може и зумба ќе почнам, Така. ќе видиме. Вежбам во теретана, јас тоа ми е така. Тоа Тоа ми е така, мене браво. најинтересно. Колку пати најубаво. вежбате по неделата? 2 пати. 2 пати? Сега дома. Да. Сега нешто. Редовни сте? Редовни, малце направив пауза, ама гледам да сум редовна. Сега направив пауза година и пол. Знаете, нашава професија е направив. Да, јасно ми е, да, но сепак тоа си го Дежурства сега негувате како животен стил. Да, тоа не го почнав јас многу сега, овие 4 години. Подобро. Па, Али добро. тоа е така нешто што Што ви интересно. исполнува Да, тоа ми надвор од исполнува. работата. Добро, супер. Ви благодарам многу на сите еве што споделивте на некој начин и лични моменти кои што ги правите надвор од работата, што се вели позади камера или Да. надвор од студио. И верувам еве дека ќе убаво си го поминате и овој период е летен кој ви доаѓа, многу успех во работата, во сето она кое што го работите и секако да се гледаме за убави работи. Благодарам. И благодарам што дојдовте. Почитувани како што ви видивме и да го испочитуваме нашиот денешен гостин за неговата numera, нова музичка која што изледена да ако не сте имале можност да ја погледнете сега во продолжение, ете ја гледаме новата песна на Филип со наслов Намера.